Добро, и покрај тоа што премиерот го потенцираше, исто така ја поздравувам токму ова насока за комуникација со земјоделците. Ние во Министерството ја работиме како редовна пракса, се со цел и да ги промовираме новите политики и да ги слушаме проблемите, сугестиите и мислењата на земјоделците. Она што сметам дека треба да биде потенцирано покрај зголемувањето на субвенцијата по однос на квалитет како политика која што ќе следи и за други земјоделски култури, сметам дека е битно и она што го споделивме со граѓаните тука е носењето на новиот закон за тутун и тутунски производи, со кој што се укинуваат евидентните листови, уште неколку административни бариери и проблеми кои што ги имаа земјоделците, со новиот закон кој што е веќе во завршна фаза и влегува во владина и собраниска процедура, ќе бидат отстранети за следната сезона. Тоа е едно битно значајно прашање кое што ги мачеше и тутунопроизводителите, но и од аспект на исплатата на субвенциите сметам дека е битно исто така да се потенцира, што од оваа година после рачистувањето на заостанатите неисплатени субвенции од претходните години, кое што во партнерство со платежната агенција и со службите во платежната агенција беше реализирано, вклучително исплата на субвенции за 2013, 2014, 2015 година во претходните неколку месеци, ова е година во која што земјоделците ќе ги добиваат субвенциите тогаш кога им се потребни, односно пред почетокот на самата сезона. И тоа како политика ќе мора да се држиме до тоа. Пример, уште при исплатите кои што ги направивме од почетокот на годината, може да потврдам дека од 1 јануари до денес се исплатени околу над 25 милиони евра по однос на оваа програма за субвенции, се исплаќаа лозарите целосно тогаш кога им се потребни, пред стартот на самата сезона. Тоа ќе го работиме и во наредниот период. Во овие неколку дена заврши исплатата по разни мерки и во делот на Радовиш и Конче, односно во претходните неколку денови се исплатени 72 милиони денари на земјоделците од Радовиш по однос на овие мерки. За сите други прашања не ставаме на